Добар ден на сите и добре дојдовте во првото издание на Тин феномен на терен. Се наоѓаме на могилата на непобедените и денес е прекрасен сончев ден. Тука сме да го прославиме 10-тиот роден ден на Интеракт клуб и да видиме какви активности тие ни приспремиле. Одиме? Оди. Маче, шо вака сама седиш? Мачки ќе ти зеа. Еј, Михаела, ти си била. Сега гледам зашто нема женска Михаел. Денеска со нас тука е Елена Јандреовски. Елена, добре дојде. Добре ве најдов. Како се чувствуваш? Добро, како сте вие? Супер, да ти кажам. Како вие на настанова како гости? Како гости преово би сакал и учесник да бидам, но за жал не се пријавив. Нареден пат ќе има сигурно уште многу настани. Така. Па кажи ни како започна клубот, како се организираше. Ајде вака, ќе почнам од почетокот. Клубов е 10 години. Првично ние сме помладок на Ротари клуб Прилеп. Нашето име е Интеракт клуб Прилеп. Застапуваме истите принципи што ги застапува ротаријанството, тоа се интегритет, диверзитет, хуманитарност, заедништво и водство. И ние сме тука за да внесиме младост на некој начин во клубот. Во нашиот клуб членуваат личности од 14 до 15 години до 18 години. Првично целуваме кон средношколците. Најпрвен бевме дел од гимназијата Мирче Ацев и со тоа нашето име долги години беше Интеракт клуб гимназија Мирче Ацев, но последнава година го сменивме со цел да бидеме достапни за сите средношколци на град Прилеп. Во нашиот клуб членуваат оваа година 50 члена, секоја година членството се менува. Значи поради границата на возраст која имаме ние, секоја година членството се менува, членовите влегуваат нови, председателството и управата се менува секоја година. Јас сум 10-тиот председател, до сега пред мене биле 9. Првата председателка се вика Роберто Ацеска. Клубот е основан под менторство на незиниот татко Роберто Ацески, кој е член на Ротари клубот и чартер председател на Ротари клубот докторот примариус доктор Александар Ристески, кој оваа година за жал почина. Тие се основачи на нашиот клуб и мислам дека тоа е тоа што би се наречени така едни основни информации за нашиот клуб. Да. Михаел, на која книга најмногу си плача? На збирка задачи по математика. Од кога членуваш ти во Интеракт и од кога си председател на Интеракт? Јас членувам во Интеракт клубот од 2022 година, односно кога јас бев прва година. Годинава е 2023, јас цели 3 години членувам и од 2024 со почнување на ротаријанската година јас сум председател на Интеракт клуб. И како се справуваш со тој предизвик? Многу е предизвикувачки, многу е исцрпително, ама сето тоа го правам со доста голема љубов и затоа го правам. Не замерувам на сите тие предизвици што се појавува. Еве, например, како сведоци сте на настанов снема струја, во последен момент мора да се најдува начин, па кола ќе прекини, па нешто ќе се најде друг начин, па некој можда не се појави, па организацијата е многу голем дел од сето ова и мислам дека го спомнав, тоа е дел од 5 принципи на ротаријанството, водството. Тоа е најбитното нешто што се стекнуваш кога си на таква позиција во ваков клуб. Значи мора 50 члена јас да ги скоординирам и секој од нив да има одредена задача што да работи на некој настан за настанот да течи гладко, без никакви проблеми надокнадни, а иако секој што јавува такви надокнадни проблеми, мислам без тоа не може. Да. Успехот е таков. Така, спомна голема група на деца, 50 деца, така, навистина тоа се малци. Сигурно имаш некаква помош на други деца кои што
се после тебе? Да, во управата сме оваа година тројца, јас како председател, Јоаким Ивановски како подпредседател на клубот и Нина Мариновска како секретар на клубот. Ние тројца ја водиме целата работа, значи он нас тројца произлегува се. Па после со другите членови соработуваме, задаваме одредени обврски, задачи и слично. Дали можеш да ни кажеш кои активности денеска ги имаме по 10 години роденден на Интеракт клуб? Кои дешавки денеска ги имаме тука на Могилата? Денеска имаме многу интересен настан. На настанот првична цел е дружбата. Тоа е шестиот принцип кој ги спојува сите 5 принципи на ротаријанството во еден. Имаме турнир во одбојка кој се организира на одбојкарскиот терен. Тој мислам дека веќе е започнат. Да, започнате. Го имаме турнирот во баскет, тој се одржува на кошаркарскиот терен и исто така вечер ќе имаме проекција на филм која ќе биде на ракометниот терен. За овој настан да почни успешно како што почна и да заврши како што ќе заврши, има многу спонзори кои стојат за нас. Првично ги имаме Витаминка кој ни дадоа закуски за играчите, после ги имаме Изворска и Кожувчанка кој ни дадоа вода за играчите, ги имаме Комфи Ангел кој ни излегува во пресретени со шија перници за вечерната проекција на филмот и така. А кои други активности ги има во текот на една година на Интеракт клуб? Што најмногу целите и што најмногу организираат? Првично целта ние да се настани кај што ќе се дружа, да не биде настани од надпреварувачки карактер. Тоа е последователно. Најмногу целиме кон организирање на настани од забавен карактер, бидејќи тие со тие достигнуваме најголем број на целна група, додека настаните од спортски карактер ги организираме како последователни и придружни на настаниве од забавен карактер. Организираме често, сега пред брзо имавме организирано и настан за паб квиз, тоест конкретно во кафичот Тротоар. Тоа ни беше нешто најново. Имавме организирано годинава исто така турнири во FIFA, тоа се алтернативни спортови да ги наречам, не се сметаат како класични спортови. Турнир во FIFA, билијард и пикадо, исто така тој ни беше многу успешен настан и така, тоа се глобала настаните кои ги организираме ние. Михаела, која е разликата измеѓу памет и знаење? Знаењето е тоа што го учиш, а памет е тоа што го немаш. Спомна дека сите ученици средните училишта може да се пријават. Па како е тоа пријавување во Интеракт клуб? Од кој период се случува? Ние имаме Инстаграм профил, Фейсбук профил кои се доста активни. Значи, ротаријанската година започнува на 27 јули. Со тоа започнување на ротаријанска година, ние започнуваме конкретно кога започнува кога започнуваат средните училишта, тоест на 1 септември. Од 1 септември до 20 септември секоја година се примаат нови членови. Секој што ќе се пријави, секој е примен, немаме никаква квалификација, ништо според кој ние ги делиме критериуми, значи никој не ги делиме, секој што ќе посака да биде дел од нашиот клуб е примен. Година имаме ново раководство, тоа раководство си е доста спремно, така да се надевам дека ако некој сака да биде дел, слободно да ни пиши и со новото раководство мислам дека ќе биде доста поинтересно. Ова година поставивме нови цели, нови граници на можности. Мислам дека година дека и тие граници ќе се прекршат и уште поуспешни ќе бидат. И за крај, кажи ми со што се занимаваш ти во приватно покрај тоа што си председател и како успеваш да го координираш твојот ден и покрај приватниот живот, да. Организацијата на Јас приватно се занимавам со многу работи. Таква сум, се што лог сум, се може да ме занимава искрено. Примарна обсесија ми е поезијата, многу пишувам поезија, ама тоа мене никако не ми влијае врз организирањето со Интеракт. Мене Интеракт ми е приоритет. Значи тоа најпрво да го кажам.
Балансот меѓу интеракт и училиштето го остварувам така што кога има настан од интеракт, јас не правам ништо друго освен се посветувам на тој настан. Оти не е возможно деска ти цел ден да скролаш и да примаш екипи и истовремено да учиш, например, биологија. Тоа не е во никој случај возможно. И тие денови пред настанот, значи 2 дена пред настан и 2 дена после настан се посветени само на интеракт. Во другото време јас гледам па да не зборувам за интеракт. Состаноци се одржуваат грото секоја недела, значи најчесто се во недела, например. Во недела сме сите слободни, тој ден го одлучувам да го посветам на интеракт, да се видам со со членовите на нашиот клуб, разговараме за нови идеи и слично. Јасно. Фала ти што беше наш гостин. Фала ви што ме поканивте. Се надеваме на успешен ден, на успешна работа И уште еднаш среќен роденден. Среќен роденден. Фала ви да се множат. Да се множат, така. Така.